Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното продолжуваме за она за што разговаравме во текот на вчерашното издание, а се однесува токму на постигнатиот договор од 20 јули, практично од пред 2 дена, помеѓу четирите најголеми партии, каде што тие донесоа заклучоци кои што се однесуваат како на избирачкиот список, така на медиумите, истовремено и ќе прават и проценка на напредокот кон крајот на август, односно на 31 август, и она што треба владата да спроведе за изборите и датумот на избори. Односно владата која ќе ги спроведе изборите и датумот на избори да се одреди. Она што денеска повеќе ќе биде фокус во очи се однесува токму на незадоволството кое што го изразија многумина, оставајќи ги настрана четирите најголеми партии, иако ДПА тука исто така имаше изразено незадоволство, но помалите партии, исто како и медиумите, односно и дел од медиумските здруженија, но и оние кои што се дел од Шарената револуција или скратено во насловот наречени Шарените, го изразија своето незадоволство за договорот од Пржино. Како ли ќе киниса, се поставува прашањето, но пред тоа одиме со прилогот на колегата Никола Здравковиќ од текот на вчерашниот ден од дневникот во 17 часот, па ќе се вратиме во студиото. До 31 август лидерите треба да проценат дали се исполнети условите за одржување кредибилни избори, а доколку проценката биде негативна, Македонија се враќа на почетна позиција на повторни преговори, брифираат од опозицијската СДСМ. Велат и дека новиот договор е релативно лесен за консензус, но сепак ќе треба да се почека уште месец и половина за да се добие конечниот одговор. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска пак порача дека условите мораат да се исполнат, а итото го посочи министерот за надворешни Никола Поповски, кој упатува дека со евентуални игри околу договорот за земјава ќе се одразат негативно и внатрешно, но и надворешно. Треба да бидеме свесни дека немаме проблем со луѓе кои имаат проблем да се договорат, проблемот е повеќе да го одржат тоа околу што се договориле. Така што веројатно добриот сигнал за постигнат договор и предвидливост околу изборите ќе треба да го потврдиме во следниот период со тоа што сите оние што се обврзаа ќе треба да го направат тоа што го ветиле и да прекинеме со нанесување на штета на државата. Аналитичарите пак велат дека политичкиот момент од договорот не е тежок за исполнување, туку манипулации може да се случат околу правниот. Мислам дека тука и е најголемиот проблем. Некако правната разврска повеќе ги загрижува, посебно тие кои се инкриминирани и корумпирани, и тогаш тоа го користат за обструкции во делот што е политички договор. Иако изминативе месеци невладините, но и опозицијата се залага за вклучување на граѓанските здруженија во договорот, тие вчера извисија. Реагира активистите, велат дека во секоја форма на договор граѓаните мора да имаат збор и дека нивната борба тоа да се исполни нема да престане. Проблемот е што граѓанското општество повторно не беше вклучено во овие преговори, ниту како набљудувач, ниту како консултант. Ова повторно го наметнува сомнежот дека партиите од власта ќе преземат се што може да преземат за да го блокираат тоа што е договорено, но од друга страна и ствара реален ризик во довербата на општата јавност во процесот на преговори и во чекорите кои што понатаму ќе следат. Поради тоа не смееме да се откажеме од сршта на нашите барања, од барањето за правда за граѓаните, казна за криминалците, демократизација на нашето општество, ослободување на институциите и за надминување на оваа криза. Борбата продолжува и ова мора да биде процес во кој што ќе бидат вклучени сите општествени чинители. За договорот реагира и дел од помалите опозицијски партии. Од ЛДП сметаат дека постојат недоречености и нелогичности кои се загрижувачки, додека за Демократскиот сојуз договорот е само фрлање прашина во очите на јавноста. Незадоволство и од левица. Според нив договорот не е гарант за фери демократски избори и ги изневерил барањата и принципите на протестното движење. За новинарските здруженија, договорот кој партиите го постигнаа во делот за медиумски реформи не ги исполнува барањата за департизација и независност во медиумите. Според Здруженијето на новинарите на Македонија, новиот договор е политичка фарса и во знак на револт здруженијето нема да учествува на консултации со партиите. На сличен став е и Македонската асоциација на новинари. За нив е неприфатливо партиите да именуваат членови во адхок регулаторно тело и во јавниот сервис. Дека новиот договор не води кон департизација и независност на медиумите велат и од Македонската медиумска асоциација.
Адхок телото за мониторинг на медиумите ќе се формира 30 дена од датумот на договорот. Ќе биде составено од 5 члена, а во консултации со медиумските здруженија, 4 политички партии ќе одберат 4 члена, од кои што едниот ќе биде албанец, а избраните 4 имаат 15 дена со консензус да го одберат и 5-тиот член. Со договорот се предвидува СДСМ да номинира уредник на информативната редакција на Македонската радиотелевизија од експерти на ова поле. Ако партиите потврдат дека услови за избори има, новиот уредник на јавниот сервис ќе стапи на функција 100 дена пред изборите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Чаир. Поздрав до Чаир од нас, повелете. Апсолутно се сложувам дека требаше и шарената револуција да биде вклучена и помалите партии во договорот од Пржино. Познавајќи ги ајдуците пред се од ВМРО, ДПМН и од ДУИ, чисто се сомневам дека воопшто ќе се оди кон подобро. Значи, Ве слушам, да. Не се вклучени сите во обструкции. Нешто ни се губи линијата, дали... Не. Добро, во секој случај важно го кажавте главното, дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова се многу тешки денови за сите државјани на Македонија. А најтешки се за СДСМ како опозициона партија, затоа што Пржинскиот договор беше со тие 4 партии. Имаше време, година дена, првиот договор беше минатата година во јуни и јули. Имаше време доволно СДСМ во своите барања да ги вклучи сите желби, сите сугестии, поарно речено, од невладините организации, од помалите партии, како ќе биде тоа на овие договори да присуствуваат 20, 30 и повеќе членови, тога ќе биде една дебата без крај. Поарно, еден човек со повеќе иницијативи со кој е договорено со останатите членови, да ги изнесе мислењата. Ја мислам дека СДСМ ги гради во своите барања и мислењата и желбите на невладините, на помалите партии, на сите оние други, на кои што и самиот им се приклучуваше на шарената револуција на граѓаните. Не зборувам за другите партии, ова се знае. ВМРО и ДУИ се во коалиција, што ќе рече едниот, другиот ја довршува реченицата, тоа ни е веќе општо познато. Добре. А втората партија од албанците, таа се повлече. Едноставно се повлече без никакво учество во наредните задолженија. Понатаму, после 31. август, што ќе се случува. Меѓутоа, многу е тешко со превртливиот Груевски да се направи некој договор. Добро. Мене тоа ме плаши повеќе. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и убав ден за вас. Пратеникот од ДП Имер Алију од разговорите во средата за излез од политичката криза изјави дека организирање фери, демократски, кредибилни избори било нивно основно барање и причина за учество во разговорите и согласноста што ја дала ДП за договорот. Алију рече дека не прифатиле да бидат дел од идната влада поради принципиелни причини и истакна оти одговорноста за примената на постигнатиот договор е на трите партии што ќе бидат дел од таа влада. Скептични сме, рече Алију, дека останатите три партии ќе го имплементираат овој договор. Силните гаранции од страна на меѓународниот фактор се доволна причина за нас да веруваме дека еднаш и за секогаш ке албанскиот дел посебно манипулациите на изборите, полнењето на кутиите и фалсификување на изборите ќе заврши. Ние со учество на овие избори спречивме масовно бришење на албанците од избирачките списоци, изјави Алију. Добар ден. Добар ден.
Ве слушам, повелете. Да почнам од последниот збор што го дадовте за Имералију. Ајде. Полнење на кутии, мислам дека сите политички партии кои што се договарат и преговарат за судбината на 2 милиона граѓани на Република Македонија, сите полнале. Да не заборави господинот Имералију дека во општина Сарај, кога тие да правија коалиција незаконска со ВМРО ДПМН, како ги пуна и какви притисоци има граѓаните на општина Сарај. И многу да не солим многу памет, меѓутоа и тоа не се сложувам ја што он вели дека нашата партија нема да учествува во креирањето на преходната влада. Тоа има некоја политика нивна, дека мисли дека народот ќе добие храброст па ќе ги гласа, тоа ќе видиме кога ќе го закажат денот на изборите и на самиот ден на избор и на гласањето. Меѓутоа, ја имам еден предлог. На 29 или 30 август сите 4 партии мора да потпишат договор кај што се договорени и на 30 не да биде во пола ноќ, него 30 да биде негде до 15 часот и од 15 часот граѓаните на Република Македонија преку медиумите, почнувајќи од 24 и другите медиуми државни и приватни, да ги информираат граѓаните нон-стоп на своите вести дека подпишале и се договориле за тоа и тоа и тоа. Добро. Иначе, све друго ќе им падне у вода и нема да има никаков договор. Никаков договор нема. Доколку не го подпишат и да го чујат граѓаните на Република Македонија. Тоа ќе имаме доверба дека стварно се договориле и на 31 ако веќе ги закажат за 11 декемвар или можно 18 декемвар, треба стварно граѓаните да излезат мирно, спокојно, без никаков страв. Добро. И од позицијата и од опозицијата да си го дадат зборот. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Ќе ги замолам и останатите гледачи да бидат многу пократки во своите излагања. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ние ве слушаме, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Ало, ви доцни гласот, може би слушајте ме во слушалка, не од телевизор. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден, повелете, ве слушам. Добар ден. Поздрав до 24 телевизија и до сите редовни гледачи на оваа прекрасна емисија. Ви благодарам, поздрав и до вас. Сакам да кажам дека помалите партии и шарената револуција мора да бидат вклучени во преговорите, бидејќи шарената револуција цело време се бореше за правда, за мир и за да се симне оваа криминална власт што ја води Република Македонија. Толку беа мислам обвинувани, притворани лидерот на левица, Павле Богоевски, активистот, притворан неколку пати во полициски станици носен, што значи дека ова што извисија не е добро и партијата што ги поддржуваше треба да се происпита и да каже зошто сега ги исклучи НИП и не ги веде во преговорите. Мислам дека во Република Македонија не се само 4 партии кои можат да водат интереси и да водат судбината на Македонија, бидејќи знаеме во овие 25 години независност на Република Македонија до кој дереđe ја донесува овие партии. Сите овие партии што преговараат сега биле во известен период на власт и видовме до каде ја донесува Македонија. Добре. За медиумите, како може македонската телевизија секогаш да биде партиска телевизија, дали на власта, дали на опозицијата, во зависност од тоа кој е на власт. Таа телевизија ја плаќаме радиодифузна такса.
и мора да биде објективна, независна и да има независен професионален уредник. Ево, јас ќе споменам едно име кое многу би одговарало на македонската телевизија да биде уредник на информативната програма. Ќе ја спомнам господјата Јадранка Костова, која ја ценам и која мислам дека е независен новинар и таков новинар, таков уредник треба на една национална телевизија да се постави и приватните медиуми пак ќе се останат под партиско влијание. Мислам на овие три телевизии сите, Канал. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Уште еднаш ке повторам, бидете пократки и задржете се на она што се нарекува незадоволство кај помалите партии, медиумите и шарените по однос на договореното во Пржино, а не да правиме ретроспектива на изминатата 25 годишна историја на Република Македонија. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па видете, мислам дека нема место за разочарување дека тоа што е договорено во Пржино. Некого треба да го разочари. Сепак договорена е заштита на специјалното јавно обвинителство. Така да Уставниот суд сега е ставен на маки. Дали ќе го легализира или ќе го поништи, ама знае дека за 5 дена пак ќе донесат закон со кој ќе се легализира. Што значи таа работа е завршена. Околу тоа што викаат специјални оделенија СУТИН, мислам дека во редовните закони сето тоа е предвидено, значи само треба да се формира, да се даде иницијатива да се формира и не треба да се дига околу тоа фама. А ова со македонската телевизија, да видите, сите сме свесни дека до таму отиде на работата да не можете преку ноќ да ги смените некои работи. Битно е да граѓаните почнат да добиваат информации кои сега ги се кријат. Ако земете денеска да ги следите вестите, ќе видите хаос е. Мислам, знаете, веќе срамота е. Душте нешто не кажале да извиниш дали биле денеска и колку пати биле во ВЦ. А што се однесе за Кекини и Салипеве, гледаме дека денеска Дуи одма го прави Артан Грубе непресметлив, тоест потпишал само иницијативно, без нив да ги праши, веќе они почнаа да кочат дека не се слагаат со тоа вчера што е потпишано околу изборниот законник, така да мислам дека ќе има сопки. Меѓутоа, добро е, една работа е добро, дека сето тоа е условено и ќе се прави репер, пресек, значи првиот пресек ќе биде на 31 август. Ако до 31 август тоа што е договорено не е спроведено, се знае, се одлагаат изборите, нема декември избори, значи ќе се оди понатака. А сето тоа, пазете, сето тоа ќе им тежи на актуелната власт и незините коалициони партнери, бидејќи они се тие што треба да ги предлагаат законите и не треба да прават сега сопки. Така. Дали ме разбирате? Добро. Затоа што барањата се дефинирани јасни и гласни што треба се направи. Така да, мислам, треба да чекаме времето да си го направи своето да видиме како сепак ќе се одвива се понатака. Толку пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Во текот на вчерашниот ден Левица со незадоволство истакна дека гледа на склучениот договор Пржино 2, договор кој не гарантира фери демократски избори и излез од политичката и економска криза. Склучен е договор кој ги изневери барањата и принципите на протестното движење на најголемиот дел од сите оние граѓани кои масовно и секојдневно излегуваа на улиците изминатите 3 месеци. Левица алармираше уште во текот на обновените преговори дека тоа е нетранспарентен процес, преговори за затворени врати, надвор од очите на јавноста и правото на граѓаните да имаат целосен увид во договорот што им ја крои иднината. При тоа, под 1, не е договорена експертска влада, туку е договорена политичка влада, повторно враќање на минатогодишниот договор од Пржино и дворски игри, со бројот на министрите, замениците министри, обемот на нивните ингеренции и слично. Независен арбитар за можеби најзначајните избори во новата историја на Република Македонија нема да има. 4 партии само ја одложија арената на нивните борби, повторно чувајќи го народот и протестното движење како адут врака за ново пазарење. Останатите точки подоцна во емисијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе од мене до 24. Поздрав и до вас, повелете. Бидејќи убав наслов е ставен на екранот, прво ќе кажам за помалите партии. Помалите партии се представени преку овие 4 партии. Во СДС има 20 кузур партии, помали. Во ВМРО има 22 помали партии. Тука нема што да се бунат и што да се грижат тие. Тие се од 2 македонски партии представени. Сега, од албанските партии, тоа никој не може да го констатира кој се, што се и како се. И една друга работа што не држи, приведејќи договорот не е подпишан од 4 партии. Од 3 партии е подпишан. Од ДП не е подпишан договорот.
да видиме свесливото, не само да се залажуваме дека ние договорот од пржина го продолжиме. Веќе ДПА е надвор од договорот. И сега, денески на седницата, веќе и ДУИ обструира. Го кажа дека Груби го подпишал на своја рака. Не со дозволот од Централниот одбор на Демократската унија за интеграција. Така да, веќе почнуваат обструкциите од почетокот. Уште од почетокот, уште првиот ден, од вчера до денески, еве обструкција имаше една. Да не зборуваме понатаму дека што ќе се случува до 31 август. Јас, стварно овде, мене ми е криво за шарената револуција, али по закон, по устав, све што е регистрирано преку Централен регистар како политичка партија, од почетокот треба да учествува. Јас не сум да не учествуват, ама таков не е системот. Граѓанска иницијатива не може да учествува во преговори. Тоа е факт. И јас, како човек, како кој се занимавал со тие работи, не можам да не ги оправдам шарената револуција. Али во таа шарена револуција, да ви кажам право, 70% се членови не на партија, на друга партија, на трета партија или симпатизери. Со тоа што веќе тие се застапени таму. Ево да што го кажа од шарената револуција дека точно е тоа, јас се сложил со таа техничка влада, требаше да има експерска влада. За да може таа експерска влада да стварно ги спроведе избори кои што треба. Пошто овде ќе имаме паквани обструкции со техничката влада како првиот пат што беа. Со Оливер Спазовски, со Ременски и така натаму. Добро. Така да, јас мислам дека ова огне нема ништо да се случи, само ќе тераме до 31 август. Верувајте ми, шопките почна да се јавува Никола Груевски на пресконференција, Никола Поповски и така натаму. Со тоа што ви кажуваат работите кои што не држат. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Понатаму во својата реакција Левица под број 2 вели: немаше представник на граѓаните на протестното движење и Сдруженијата на граѓаните на непреговорите, ниту во својство на мониторинг. Таков представник ќе нема ни во органите на власта задолжени непосредно за спроведување на изборите. Одговорноста за евентуалното пропаѓање на договореното и ново продлучување на кризата останува врз 4 партии подписнички. Трето, постоењето и легалноста на специјалното јавно обвинителство остана да виси во воздух, а ни збор за специјалното одделение во Кривичниот суд со оглед на Сваровски судството и обструкциите кои ги правеше изминатиот период. И четврто, се дозволи владата да не задолжи со дополнителни 450 милиони евра од еврообврзницата. И за тие средства нема гаранции дека нема да се злоупотребат за предизборен подкуп на гласачи. Добар ден. Добар ден, Оглен. Ве слушам, повелете. Биди поздравен. Шо народ ќе бевме толку разединен, толку поларизиран. Наместо се радуваме што постигнаат двете големи партии договор и да ги поддржиме, да го актуализираме националниот аспект на гледање на договорот, ние повторно, сега во СДС не чини овој, не чини оне. Па му честитам на СДС и на Шекеринска што успеа да се победат самите себе. Се сеќавате дека вчера се сеќавате дека вчера споделивте неверување во договорот? Не неверување, на крајот реков можеби се ќе биде во ред. Да, ама на почетокот рековте не верувам во договорот. Да, па сите ние граѓаните кои го пратиме ова такви сме, дисхармонични сме, од минатото не научило да бидеме такви. Меѓутоа, сепак треба да победи позитивната енергија, позитивното гледање на работите. Значи, зошто сега да бидеме повторно какви што бевме? Откај знаеме кој ќе победи на избори? Некој е Вања Бугарката и пред време знае. Секоја секунда еволуира народот, секоја секунда ние размислуваме. Значи, едноставно му честитам и на ВМРО и на СДС. Се надминаа самите себе од аспект на националното и успеа да се договорат. Но англискиот амбасадор многу убаво кажа, успешен договор е оној кој е реализиран договор. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден од Битола. Поздрав до Битола, повелете. Господине Огнен, криминалот се заборави. Лицата кои треба да учествуваат на овие избори ќе учествуваат. Како ќе бидни ова? Како кај вас пишува? Како ли ќе киниса? Дали се уште гледачот на линија?
Не, да, токму тоа што го спомена сега гледачот баш се однесува на прашањето како ли ќе кини се договорот кога од многу страни се даваат реакции токму за она што било суштината впрочем на постоењето на правно-политичката криза, дека тоа е заборавено во текот на преговорите. Добар ден, велам кому? Ало? Да, ве слушам, повелете. Ало, Огнен? Да, повелете. Добар ден, Огнен. Добар ден. Стеван на телефон од селото Песово Прилепско. Поздрав до вас, Стеван, повелете. Како сте, Огнен, одамна се немаме слушнато. Бога ми одамна, да, добро сум, вие како сте? Слушайте, Огнен, сега јас директно одма една корекција. Јас мислам дека во случајов не се 4 политички партии. Преговорите ги водат две опции. Од едната страна Груевски, Ахмети и Тачи како 3 во 1, а од другата страна е Заев. Ало? Да, ве слушам, зборувајте. А од другата страна е Заев со помали партии, овие невладини, макар што и не беа тука, многу ми криво зашто не беа присутни. И знаете, една поговорка има, една река што мора да се помини. На едно место има матно подлабока, на другото место е бистро, ама плитко. И случајов се погоди дека се гази низ бистрото, затоа што е плитко. Тоа се направи со СДС, кој сака ни ga кажува дека СДС многу попушти во овој случај. Најголема кривица има зошто не беа присутни ни од шарената револуција, нити по малите политички партии. Толку има од мене и ви благодарам. Ви благодарам, поздрав и убав ден во Десово. Алијансата за позитивна Македонија го поздравува договорот на 4 политички партии, постигнат со посредништво на представниците на Европската Унија и САД за излез од политичката криза и создавање услови за демократски, фер и кредибилни избори. Тие ги повикуваат собранието и владата на Република Македонија, како и сите фактори во процесот до 31 август 2016 да ги спроведат сите договорени предуслови за потоа да се донесе одлука за одржување на парламентарни избори на 11 декември 2016. Добар ден. Добар ден, господин Огнен, Мирко од Прилеп. Поздрав до вас, повелете. Поздрав и до вас и до вашите соработници. Ви благодарам, повелете. Директно на темата, мислам дека помалите партии, медиумите и шарената револуција, стварно би требало да биде, ако ништо друго бъде, би требало да бидат прашани за текот на договорите за кои точки да се разговари и како да се подпише тој договор. Меѓутоа, моје лично убедување дека овој договор е само фарса. Ако се вратиме назад на 2013 година, Мартовскиот договор се претвори во тоалетна хартија. Специјалниот јавни обвинител се бираше 3 месеци, едва некако се дојде до некое, не е дефинитивно до некое сразмерно разбирање. Избирачкиот список и ден денес е на голема тема, една голема сопка кај сите партии. Ова што партиите го подпиша, мислам дека од утре задвре, тоа е со 31 август, до тогаш не знам како ќе се договорат партиите внатре, ама мислам дека владеачката партија нема да прифати, пак ќе најди некој онакво обструкции. Зошто го велам тоа? Затоа што тие евентуално постари моментално се во голема криза, да не наречам, али криминална криза, затоа што треба да одговарат пред народот, пред Народниот суд. Добро. И према тоа нормално дека ќе избегаваат тој договор и да го договлечат со повише. По моје криминалци не треба да подпишуваат никакви договори во име на македонскиот народ. Добро, ви благодарам за јавувањето. Имаме многу кратко време уште за уште еден гледач веројатно. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Бројот на фантоми од 500.000 се сведе на 40.000. Сега новата теорија е дека тие фактички 40.000 гласале по 3-4 пати. Сега мене ме интересира во последниве 10 години никој не пријави таква работа да некој гласал 3-4 или повеќе пати. Не е процесуирана таква постапка, нити знам дека е пријавено такво нешто. Било како било. Ваквиот договор е малце на нездрави основи, затоа што не се договара во парламентот, туку во некоја амбасада. Сега на некој му се брза, на едната партија учесник во преговорите му се брза оти целиот
имот му е под хипотека и веројатно ќе оди на лицитација. Таа е партијата која му посакуваше банкрот на Македонија. А пак од друга страна, пак овој амбасадорот му се брза затоа што може би ноември некој друг председател и друг шеф ќе му биде нему, па веројатно се ќе добие по друг тек оваа работа. Тоа ми беше муавецот. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Добар ден, велам кому повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Па, како првиот пржински договор беше доволен. Имаше доволно за да се направи и да веќе бидеме излезени од оваа криза, веќе да се формира и избори, сите да се формира и влада, и избори, и се да биде во ред. Меѓутоа, не успеа првиот, еве го вториот сега. Вториот договор не е ништо, него наставување на првиот, што рече лекторката старата. Мислам дека власта по секоја цена ќе гледа да ги забуши работите, ќе гледа да ги обструира овие сите работи. Ете го СДСМ веќе покрена, го направи првиот чекор, влезе во собрание, влезе во комисиите. Јас не знам кој е првиот чекор на ВМРО. Што треба тој да направи? А тие се кабетите. Заради нив е цела ова криза. Мислам заради власта сега, не е ради цело ВМРО, ради луѓето, ради власта која што припаѓа на која што е од ВМРО. Мислам, Груевски од ВМРО и министрите и сите тие го направија тој криминал и гради нив ова криза. Ова не е чисто политичка криза. Ова е криза ради криминалот. Да, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, бидејќи сме на крајот на емисијата, немаме време да ве дослушаме. Денеска во собранието треба да бидат изгласани законските измени на изборниот законник што произлегуваат од постигнатиот меѓупартиски договор од средата. Пратениците на коалицијата на СДСМ повторно се вклучуваат во редовните активности на законодавниот дом по неколку седмичниот бојкот. Денеска е последниот рок за да се изгласаат овие измени како дел од пакетот на постигнатиот договор. За крај, ќе ги замолам оние гледачи кои што се редовни на оваа емисија, односно кои што редовно се јавуваат, дури и да имавте мандати доделени од некому, досега ќе ви беа завршени, доколку може да паузирате во текот на следната седмица, да не се јавувате, за да оставиме простор на оние кои што не знаат како да ве надбрзаат во добивањето на линија во оваа емисија, за да може да си го кажат и тие своето мислење, и за тоа би ви бил многу благодарен, бидејќи денеска не слушнав ниту еден нов глас, освен оние кои што ве слушам во изминатите 3 години. Пријатно.